Чувствуваме обврска поради погрешните и погубни политики на власта, тоталниот економски дебакл, долговите апатијата, суспендирањето на демократијата и комплетната меѓународна изолација да ја интензивираме соработката. Вака како што и самите признаваат некогаш жестоките политички противници кои водеа тешки политички битки, Црвенковски и Георгиевски ја оценија денешната средба и натамошната соработка. Сметаат дека средбата дава основи за оптимизам, за интензивирање на соработката и можно формирање предизборна коалиција. Подсетија, сме имале разлики, ама сме соработувале и во 1991 година за уставот и референдумот и во 2001 година кога на Македонија и се закануваше војна. Наша заедничка оценка е дека денес Македонија се соочува со исто толку тежок и сериозен предизвик како во 1991 и 2001. Состојбите во многу области се катастрофални, државата се движи во погрешна насока, економијата пропаѓа, сиромаштијата се зголемува, демократијата во Македонија е суспендирана, евроатлантските интеграции на земјата се целосно загрозени. Чувствуваме заедничка обврска, делејќи ги овие заеднички оценки, да направиме се државата се врати во нормален колосек, да биде повторно слободна и демократска, како би можеле во еден таков амбиент секој со своите разлики да излезе пред граѓаните и да ја бара довербата. Некој ќе биде во власт, некој ќе биде во опозиција, меѓутоа Македонија ќе биде на вистинскиот пат. После денешниот разговор можам слободно да кажам дека е жално што во Македонија е настан една ваква средба и многу ми е жал што вакви средби многу поинтензивно и почесто немаше во овие 20 годишна македонска демократија. Верувам доколку навистина тие средби беа интензивни, ако беа на високо ниво, Македонија ќе беше на многу подруга и поуспешна земја. Она што ги спојува, велат, е Груевски, а разликите, како онаа за Тодор Александров, остануваат. За Тодор Александров имаме разлики во гледањата, меѓутоа што е поважно за Никола Груевски неговата политика немаме разлики. И за Македонија тоа е клучното прашање. За погубната политика на Никола Груевски немаме разлики. Ние сме имале многу разлики, сме имале многу судири, меѓутоа за жал денеска оценивме дека Република Македонија ги надмине многу црвени линии кои досега ниту сме ги виделе, ниту сме ги замислиле во Македонија. Така што сметам дека самиот факт што сме спремни да оставиме многу од тие разлики зад нас, доволно зборува дека навистина сме загрижени за состојбите во кои се наоѓа Македонија, а дека е тоа така, во текот на соработката ќе дадеме уште многу докази за да ја увериме македонската јавност дека навистина во овој момент како политичари со некое искуство кои сакаат некои да ни го потценат, да ни го земат, да ни го злоупотребат, навистина цениме дека Македонија оди во многу погрешна насока. Господинот Груевски бега од ТВ дуел со мене, господинот Груевски бегаше од ТВ дуел со Радмила Шекинеска, со Владо Бучковски, со Зоран Заев. Јас сум сигурен дека би бегал и од ТВ дуел со Љупчо Георгиевски или, например, со Љубе Бошковски. Човекот се осеќа сигурен само таму каде што знаеш што ќе биде прашан и каде што однапред ќе му кажеш што треба да одговори. Видовме едно интервју денојаве каде што малце излезе надвор од договорената рамка и веќе се доведе во една непријатна ситуација. Отворени се имаат желба и за соработка и за вклучување на албанска политичка партија, а принципот по кој што работат е за разликите да не дискутираат, туку за она што ги спојува. И на оваа и на претходните средби никој не поставувал услови. За таква соработка без условување се подготвени и сакаат да разговараат со албански политички субјект.